председателя, почитувани пратеници, почитувани граѓани, врз основа на член 94 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, до Собранието доставив предлог Рашела Мизрахи, министарка во владата на Република Северна Македонија, да биде разрешена од функцијата министер за труд и социјална политика. Новиот предлог за разрешување на Рашела Мизрахи од функцијата министерка за труд и социјална политика во владата се одлучив заради серија јавни настапи на кои таа грубо го прекрши уставот на земјата и законите кои го уредуваат користењето на уставното име на нашата земја. Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи во владата на Северна Македонија не го коригираше ова свое однесување и се доведе против незиното неодговорно и несериозно однесување да биде преземена мерка што ја предлагам, а тоа е Собранието да ја разреши од функцијата министарка која раководи со Министерството за труд и социјална политика. Заради повторувањето на истото непочитување на уставот и на законите, неизбежен е впечатокот дека министерката Мизрахи свесно и намерно го крши уставот и го погазува историскиот договор од Преспа, со што во ризик ги стави односите со соседите и процесот на евроинтеграциите. Наместо да ги извршува работите кои што произлегуваат од законот за влада и од договорите од пржино кои многу јасно и недвосмислено определуваат дека основната и суштинска обврска на техничките министри е обезбедување на слободни демократски избори, со своите јавни настапи Мизрахи ја злоупотреби функцијата и државната институција во партиски цели со прекршување на уставот. Впрочем, кога ја даваше свечената изјава овде во Собранието, кога беше изгласана во составот на владата, министерката Мизрахи се заколна дека своите обврски ќе ги извршува согласно уставот и законите на Северна Македонија. Штетите од овие постапки се закануваат да бидат огромни за граѓаните, за државата и за нашата евроатлантска иднина, и јас како председател на владата оценив дека како последици кои што мора да ги спречам, и затоа донесов одлука да поднесам предлог за незино разрешување од оваа функција. Јас не можам да дозволам граѓаните и државата да бидат заложници на неодговорно однесување кое го загрозува договорот и сите придобивки што произлегува од тој договор за нашите евроатлантски интеграции и за унапредување на нашите односи со соседите. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, нашата држава се наоѓа во исклучително значаен период кога се очекува непречено функционирање на сите институции на државата и на државната власт. Ова е време кога е потребно да се организираат фер, демократски и слободни избори, но и да се завршат потребните активности за полноправно членство на Северна Македонија и во НАТО алијансата, и исто така да направиме се за да можеме да дадеме што е можно повеќе позитивни аргументи за да Европскиот совет донесе одлука за отпочнување на преговори за членство во Европската унија и со Република Северна Македонија. Токму затоа и честа, но пред се и одговорноста да се предводи владата во овој период представува силен предизвик, но и многу голема лична, професионална и политичка одговорност. Затоа што сега е моментот да се даде максимумот за доброто на граѓаните и за развојот и напредокот на државата, и настрана да ги ставиме сите наши партиски или било какви лични интереси. Оваа преводна влада мора да овозможи континуитет во функционирањето на институциите. Мора да овозможи владење на правото и на демократијата, онака како што го предвидува уставот на државата. Имаме историска одговорност да продолжиме со организација на избори какви што доликуваат на европска демократија која што се стреми кон полноправно членство во Европската унија и како земја членка на НАТО алијансата. И тука особено апелирам до опозицијата. Одговорноста за спроведување на вакви безпрекорни избори сега е подеднакво и ваша. Не е само на парламентарното мнозинство. Затоа што
вие побаравте, а парламентарното мнозинство прифати да се формира преодна влада. И ако ја побаравте преодната влада за да правите хаос, наместо да помогнете во напредокот на државата, сметам дека ниту смее, ниту може да ви се дозволи такво нешто. Затоа што СДСМ и коалицијата покажаа во изминатиот период како се организираат избори и како демократски се управува со државата. Сега е конечно време и ВМРО ДПМН и да се одважи, и да се охрабри, и да ги прифати, и да ги спроведува сите овие демократски стандарди. Времето на флоскули, на лажни вести, на политичко калкуланство мора да заврши. И мислам дека колку повеќе или побрзо ќе разберете и ќе сватите, толку подобро и за вас, и за државата, и за граѓаните. Сите сме дел од институциите, секој член на владата е член на владата со исти права, но и со исти обврски. Секој член на владата мора да го почитува и уставот и законите, и институциите мора да функционираат безпрекорно. Пред се, за да ги овозможат остварување на сите права на граѓаните во државата, без разлика за кое право станува збор. Да овозможиме непречено остварување на секоја функција на било кој дел од државниот апарат, а во исто време да се погрижиме за организирањето на тие слободни, фер, демократски избори кои што треба да бидат совршени токму во овие моменти кога се носи одлуката за тоа дали Македонија ќе започне преговорите со Европската Унија или не. Тој пристап е особено значен за да не се загрозат стратешките приоритети за кои консензусот беше потврден и овде во оваа сала на собранието, кога сите пратеници гласаа за ратификацијата на Северноатлантскиот договор. И навистина можам да прифатам било која реакција и од Илија Димовски и од Владко Ѓорчев, ама до моментот на гласањето на протоколот за ратификација на НАТО. Од тој момент ние донесовме две стратешки значени одлуки. Едната одлука е дека го ратификуваме протоколот за НАТО, а втората Илија Димовски и Владко Ѓорчев и останатите ја признаа Северна Македонија. И нека ја ирлија на сите. Несериозно е со уставот да се играат играчки. Кога некому му одговара да го почитува, а кога на истиот тој треба да му задоволи некаков партиски интерес да го погазува. И затоа искрено се надевам дека ВМРО ДПМН ќе предложи нов кандидат за местото министер за труд и социјална политика, и тоа кандидат кој ќе го почитува и уставот и законите и кој ќе го даде својот придонес во организацијата на фер и демократски избори, кој што ќе овозможи да ги остваруваат сите права граѓаните и во овој ресор и да ги испорача сите услуги кон граѓаните на Северна Македонија. На крајот, дозволете ми уште еднаш да повторам со апелот кој го употив на седницата на собранието кога беше избран и составот на оваа влада. Ги повикувам сите членови на преодната влада достоинствено и со интегритет да извршуваат својата функција за доброто на граѓаните на Република Северна Македонија, да ги почитуваат уставот и законите и да го дадат својот максимален придонес во овој исклучително значаен период за нашата земја и за граѓаните и за нашата иднина. Благодарам.